Колона со камиони дулга на 10 километри од Табановце Паричиси до Прешево. За влез во Македонија од Србија и денеска се чекаше и на 12 часа. Граѓаните пак за влез од Македонија во Србија чека и до час време. Колку време чекате за да поминат? Околу 4 сати. Што е проблемот? Ви кажаа ли? Савали немаше струја, сега нема систем. Ни кажа така. Често ја поминувате границата? Често поминувам, да. Ова се случува често? Почесто, да. Ви кажаа ли какви се проблеми? Ништо, никој нема проблем, не е казал, ништо. 4 сата не сме мрднали. До каде е колоната натака? Това е многу. 10 км колоната. Пола сата и више. По план во ситуацијата се подобри. Вагата конечно профункционирала. Сепак, проблем и натаму е недоволниот број на персонал поради годишните одмори. Превозниците реагираат дека нема никаква корист од помпезно најавуваната иницијатива Отворен Балкан, подпишана помеѓу Македонија, Србија и Албанија, која беше најавена како една економија без граници, 100% слободна трговија, нула пречки за движење на граѓаните и побрз проток на стоки и услуги. Со оваа иницијатива се отвори брзата лента за превозниците од земјите од Отворен Балкан, но очигледно ни тоа не функционира. Проблемот е веќе со години, кои што изложени сме ние возачите да трпиме и да чекаме по граничните премини. Отворен Балкан значи дека секоја роба која што е потекнала од соседната држава, дека немаме потреба да правиме царински документации на границите. Ние се уште тоа го работиме. Исто така, големиот застој се состои со тоа што имаме само една лента, не знам колку гледате, дека само една лента е овозможена за возачите со камиони. Тука се и празни камиони и полни камиони кои што се со роба. Тие камиони кои што се празни немаат потреба да влегуваат во царинскиот терминал. Слична ситуација беше и на граничниот премин Блаце и на граничниот премин Богородица, каде за влез и излез според информациите од АМСМ се чекаше околу 45 минути. За проблеми на Табановце и Блаце, превозниците се пожалија и вчера кога километарски колони се создаваа на Блаце, исто поради расипана вага на царинскиот терминал. Од превозниците му дадоа рок од 7 дена на Министерот за транспорт и врски да ги разгледа нивните барања, кои се доставени на писмено, а во спротивно најавија протести и блокади на сите гранични премини.